Организаторите на 37-то издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки денеска на пресконференција во Битола ја представија главната програма Камера 300, во рамки на која ќе бидат прикажани 14 филмови, како и документарната програма на фестивалот со 10 филмови, изборот на филмови во Мак Поинт, како и студентската и детската програма кои се составен дел од фестивалот. Директорот Куновски исто така најави дека освен главната компетиција Камера 300, годинешниот фестивал ја започнува програмата Перспективи на европскиот филм во соработка со медија програмата Креативна Европа на Европската комисија. Тоа значи заедничкиот именител на богатството на Европа со сите своји културни, уметнички, историски традиции, фокусирано во она што значи кинематографија на конкретна држава. Тука водиме сметка и така ја компониравме уште една богата покрај оваа главната програма. Гледате ке доминира европскиот филм, затоа што уште еден важен момент мора да акцентираме на оваа пресконференција, дека за прв пат дебитираме, влегуваме и се надеваме дека тоа ќе трае соработката со значајната европска институција медија, која ги поддржува сите оние европски фестивали кои го протежираат и го промовираат европскиот филм, и ние затоа со право и мислам дека е добро како потек да ја кронисаме таа стартна соработка со оваа значајна институција која финансиски помага, што е многу битно. На денешната пресконференција беше соопштен и лауреатот на наградата Голема звезда, што ја доделува Друштвото на филмски професионалци на Македонија, која му припадна на светски познатиот продуцент Сајмон Пери за исклучителните резултати во продуцирањето на најуспешниот македонски филм Пред дождот и откривањето на талентот Милчо Манчевски. Исто така беше соопштен и добитникот на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност. Добитникот на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност на 37-то издание на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки е американскиот кинематографер и режисер со грчко потекло Федон Папамихаел. Федон Папамихаел пристигнува во Битола на 10-ти и ќе остане до крајот на фестивалот. Значи, тоа е нашата трета звезда. Влегувајќи, тој е роден 64-та година, еве да кажам, зад себе има негде околу 50 филмски наслови, значи голем број филмски наслови за една, би рекла, можеби се уште средно кратка кариера, филмска кариера. Директорот на Центарот за култура во Битола Борче Димитровски истакна дека установата е во нераскинлива врска со фестивалот Браќа Манаки, што и носи посебна одговорност, особено во делот на техничките перформанси и логистиката. Може би најзначајно, да не ги набројувам останатите работи кои што сме ги направиле, е набавката на дигиталната опрема. Тоа не случајно го споменувам, бидејќи навистина сум горд што иако е воопшто нескромно така се кажи, но после секој издание дел од врвните гости кинематографери самите на пресконференциите кажуваат дека проекциите во големата сала на Центарот на култура се врвни проекции на ниво на најголемите светски фестивали, значи тоа не го кажуваме ние самите или организаторите или тимот на фестивалот Браќа Манаки. Во поглед на тоа подобрување на перформансите, пред почетокот на оваа летна сезона го осовременивме и го адаптиравме системот за владење, кој што сега безпрекорно функционира. Општина Битола уште еднаш ја истакна поддршката која секоја година уште од почетоците му ја дава на фестивалот. Поддршката на општината Битола е, сигурна сум дека тоа најмногу ве интересира, негде помеѓу 5 и 6 милиони денари. И таа се состои во хотелското сместување на фестивалските гости, кое општината Битола го прави заедно со јавните предпријатија од градот, така да ја користам оваа можност јавно да им се заблагодарам на јавните предпријатија Водовод, Комуналец, Пазари и Нискоградба. Понатаму поддршката на општина Битола се состои во 150.000 денари во печатениот материјал, кој што дел од печатениот материјал ќе се печати во печатницата Киро Дандарот, и 250.000 денари на сметката на Друштвото на филмски работници. 37-то издание на фестивалот Браќа Манаки ќе се одржи од 10 до 17 септември во Битола, а истото свечено ќе биде затворено со македонскиот филм Златна петорка во режија на Горан Тренчовски.